Продолжуваме со снимањето на видеата од YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво А2. Во ова видео ќе ги доучиме останатите наставки во германскиот јазик. Ако не сте го гледале првиот дел од предавањето, ви го препорачуваме да го гледате. А сега да започнеме. Die Deutschen Suffixe или суфикси, односно наставки во германскиот јазик. Во првиот дел од предавањето за наставки стигнавме до наставката in, а сега продолжуваме со останатите наставки. На овај слайд ќе извежбаме зборови каде се користи суфиксот ant и суфиксот ent. Кога се користат овие суфикси, се користат во именки кои означуваат личности од машки род. Да видиме неколку примери. Абсолвент, во превод абсолвент. Асистент, исто асистент. Доцент, доцент. Конкурент, исто конкурент во превод. Студент, студент. Демонстрант, демонстрант. Шпекулант, шпекулант. И лиферант, во превод доставувач или снабдувач. Следни наставки се наставките or, и се користат во зборови кои опишуваат личности или предмети. Да видиме некои примери. Диктатор, исто диктатор, и директор, директор. Лектор, исто лектор. Трактор, трактор. Вентилатор, вентилатор. Фризер, фризер. Волонтер, волонтер. И секретер, секретар. Продолжуваме со суфиксот link. Во кои зборови се користи овај суфикс? Се користи во зборови кои најчесто опишуваат ранливост или потценување. Да прочитаме некои примери. Швехлинг, слабак или слабич. Зойлинг, доенче. Леринг, чирак. Хойплинг, старешина или поглавар. Хефтлинг, затвореник. Фремдлинг, туѓинец или странец. Анкомлинг, дојденец. И флюхтлинг, бегалец. Продолжуваме со наставката at. Се наоѓа на крајот на зборот во зборови кои се интернационализми, односно именки со различно значење. Например, конзулат, исто во превод конзулат. Реферат, реферат. Антиквират, антикварница. Акробат, исто акробат. Телефонат, во превод телефонски разговор. Формат, формат или големина. Хајрат, женидба или мажачка.
и солдат, војник. Продолжуваме со наставката шафт. Кога се користи оваа наставка? За именки кои означуваат активност, група, состојба или организација. Например, Bürgerschaft, граѓанство или парламент, Ortschaft, населено место, Gemeinschaft, заедница, Mannschaft, тим или екипа, Wissenschaft, наука, Vaterschaft, татковство, Mutterschaft, мајчинство и Meisterschaft, мајсторство или постои уште еден збор првенство. Следен суфикс е суфиксот тум, кој се користи во зборови, односно именки кои опишуваат состојба, активност, идеја или резултат на некоја идеја. Например, Христентум, христијанство. Königtum, кралство. Eigentum, собственост. Irrtum, грешка или заблуда. Herzogtum, војводство. Pristatum, попство. Ritatum, витештво. И Kaisertum, царство. Следните две наставки кои ќе ги учиме во ова видео се наставките зал и зел. Зал се користи при означување субјект, објект или резултат на некоја активност, а зел се користи при означување на нешто, најчесто нешто незначајно. Да видиме примери за двете наставки. Лабзал, освежување. Шиксал, судбина. Ринзал, бразда. Шојзал, чудовиште. Штепсел, тапа. Геринзел, згручување. Митбрингзел, сувенир. И ретзел, гатанка или загатка. Следен суфикс е суфиксот везен, кој се користи во зборови кои означуваат поле на студии, систем или интелектуална активност. Да видиме примери. Gesundheitswesen, здравство. Bankwesen, банкарство. Gerichtswesen, судство. Bildungswesen, образование. Schulwesen, школство. Bauwesen, градежништво. Rechnungswesen, сметководство. И Bibliothekswesen, библиотекарство. Продолжуваме со суфиксот цојк, се користи во зборови кои се сложенки, каде додавањето на суфикс го означува приборот за некоја активност. Да видиме пример. Фарен, вози, Fahrzeug, возило. Шпилен, игра, Spielzeug, играчка. Fliegen, лета, Flugzeug, авион.
Schreiben, пишува, Schreibzeug, прибор за пишување. Бед, кревет, Bettzeug, постелнина. Шлаг, удар, Schlagzeug, тапани. Werkstatt, работилница, Werkzeug, алат. И Feuer, оган, Feuerzeug, запалка. Следен суфикс е суфиксот artig, кој се користи во сложенки кои опишуваат сличност со нешто. Да видиме пример. Wachsartig, восочно, кој означува сличност со вахс или восок. Потоа, Strauch, грмушка, Strauchartig, грмушковидно. Афе или мајмун, Affenartig, мајмунесто. Fremd, туѓо, Fremdartig, чуден. Gross, големо, Grossartig, величествено. Галерт, пифтија и Galertartig, пифтиесто. Диамант, исто диамант, Diamantartig, како диамант. И нец или мрежа, Netzartig, мрежесто. Следен суфикс или наставка која се користи во германските зборови е наставката bar и се користи во зборови кои се сложенки именки или сложенки глаголи кои означуваат способност или квалитет на нешто. Например, Denken размислува, denkbar замисливо. Essen јади, esbar јадливо. Heilen лекува, heilbar лековито. Kosten чини или вреди, kostbar скапоцено. Фарен вози, fahrbar проодно. Nutzen искористува, nutzbar корисно. Machen прави, machbar изводливо. Brauchen треба, brauchbar корисно. На овој слайд ќе извежбаме 4 суфикси, да кажеме кога се користат кај зборови кои означуваат колку пати или колку кратно и во некои случаеви зборови кои имаат преносно значење. Да прочитаме примери. Einmal, еднаш, zweimal, два пати, dreimal, три пати, einmalig, еднократно или уникатно, einfach, едноставно, zweifach, двократно, vielfältig, повеќекратно и einfältig има преносно значење, во превод значи наивен. Суфиксот fach може да се користи и во голем број на именки и придавки. Например, dauerhaft, односно зборуваме за суфиксот haft на овој слайд. Dauerhaft, трајно или постојано. Sagenhaft, легендарен. Schwarzhaft, трдорлив. Glaubhaft,
уверливо. Ekelhaft, одвратен или гаден. Ehrenhaft, чесен или почесен. Schmeichelhaft, ласкав. И boshaft, злобен. Следна наставка е наставката их. Се користи во зборови кои се именки, кои означуваат присуство на нешто или квалитет. И придавки кои означуваат временски период. Например, fleißig, вреден или трудолюбив. Сонних, сончево. Traurig, тажен. Verdächtig, сомнителен. Mehrwöchig, повеќе неделно. Zweitägig, дводневно. Heute, денешно. И fünfjährig, 5-годишен. Следен суфикс во ова предавање е суфиксот иш. Се користи во голем број на зборови. Најчесто во сложенка придавка која има потекло од именка или придавка која означува држава, град, народ или слично. Например, алергиш, алергенство, алергенско. Тајериш, животинско. Дихтариш, поетско. Historisch, историско. Künstlerisch, уметничко. Italienisch, италијанско. Berlinerisch, берлинско. И Spanisch или шпанско. Продолжуваме со суфиксот if. Во кои зборови се користи овој суфикс? Во голем број на придавки или прилози кои означуваат особини. Например, актив, активен. Примитив, примитивен. Агресив, агресивен. Ефектив, ефективен. Импулсив, импулсивен. Продуктив, продуктивен. Интензив, интензивен. И атрактив, атрактивен. Суфиксот лих се користи во придавки или прилози кои опишуваат нешто. Да видиме примери. Brüderlich, братски. Jährlich, годишно. Kürzlich, неодамна. Männlich, машко. Völlig, комплетно или целосно. Unglaublich, неверојатно. Sportlich, спортски. И wissentlich, свесно. На овој слайд ќе извежбаме две наставки, односно наставките los и lea, кои имаат сличности во користењето. Се користат во зборови кои означуваат недостаток или недостиг на нешто. Да прочитаме неколку примери. Endlos, бесконечно. Regunglos, неподвижен. Потоа arbeitslos, невработен.
humorlos, недуховит, gefühllos, неосетлив или нечувствителен, kostenlos, безплатно, luftleer, безвоздушно, menschenleer, ненаселено. Следен суфикс е суфиксот arm, кој се користи во спорови, кои означуваат дека има нешто малку. Например, калориен arm, некалорично. Fat arm, посно. Енергија arm, без енергија. Идеен arm, без идеи. Blood arm, слабокрвен или анемичен. Blood arm, без спор. Витамин arm, без витамини. И Wasser arm, суво. Следен е суфиксот или наставката frei, означува зборови кои означуваат нешто без и најчесто во позитивна смисла. Например, alcohol frei, безалкохолно, ice frei, без мраз, конфликт frei, без конфликт, gluten frei, без глутен, никотин frei, без никотин, sorgen frei, безгрижно, zweifelsfrei, без сомнение и кофеин frei, без кофеинско. Продолжуваме со двете наставки Reich и Voll, кои се користат во зборови кои означуваат дека има нешто многу. Да прочитаме неколку примери за овие наставки. Farbenreich, разнобојно. Geistreich, духовито. Segensreich, благословено. Kalorienreich, калориско. Energiereich, енергетско. Respectful, полн со почит или почитуван. Liebevoll, полн со љубов. И humorvoll, духовит или смешен. Следни се наставките месих или гемес. Кога се користат овие наставки? Се користат во зборови кои означуваат аспект, например професионален, законски аспект и слично. Да прочитаме примери. Berufsmäßig, професионално или од професионален аспект. Zahlenmäßig, бројчано. Regelmäßig, правилно или редовно. Planmäßig, плански. Gesetzmäßig, законско. Sprachmäßig, јазично или говорно. Serienmäßig, сериско. И ветагемес, временски. Ни останаа уште мал број на наставки, и тоа наставката зам, која се користи во придавки кои опишуваат личност. Например, einsam, осамен, langsam, бавен,
seltsam, čuden ili neobičan, sparsam, štedljiv, furchtsam, plašljiv, biegsam, elastičan, folgsam, poslušen i enthaltsam, skromen. Продолжуваме со наставките веат и вурдих кои се користат во зборови кои опишуваат нешто што треба да се направи. Например, висенвеат вреди да се знае. Лезенсвеат вредно да се прочита. Hørensvärd вредно да се слушне. Sehenswert вреди да се гледа. Glaubwürdig веродостојно. Fragwürdig сомнително. Liebenswürdig љубезен и vertrauenswürdig доверлив. Тоа беше се за наставките во германскиот јазик. Се надеваме дека сега вокабуларот ви е многу побогат. Ако ви се допадна видеото, знаете што треба да се направи и не заборавајте да го препорачате каналот на некој што сака да изучува германски јазик бесплатно во било кое време.